паричките си ги дал. Ти како собственик на бизнес си ги дал паричките. Ти бираш на кого ќе му ги дадеш паричките, дали ќе им ги дадеш на истата маркетинг агенција што ќе стави пост тагни два пријатели и ќе ти даеме Веспа или или две карти за кино, вау, супер. Или ќе најдеш некој тим кој што е покреативен и ќе направите нешто ново. Сега окей е да се трудат и луѓето да прават нешто ново, ама тоа ново треба да е вкусно пред се, треба да е изведено вешто за да не изгледа Да, има доста креативци сега. Трн е многу добар проект. Пошто јас не бев дел од оригиналната Трап да фака постава што беа да кажеме основачи на движењето. Јас работев Snapchat за нив. Дојдов и работев Snapchat, меѓутоа имав голем ентузијазам и ја делевме визијата и мислата за музиката за еден ден да дојде до тоа да јас сум дел од организацијата и заедно носиме некои одлуки, заедно организираме настани, заедно правиме се. Така да, ако може да се случи за мене, ако имаш пасија према тоа што сакаш да го правиш, ќе има луѓе што ќе јас ќе сум тука, пиши ми. Тоа не се маркетинг обучени ликови, мислам тоа се гледа. Никаква критика не е за тоа што си го прават, нека си го прават не ваква. Ама ако више го пласираш, го ставаш на спонзор, си земал парички од некој клиент таму, значи имаш одредена одговорност за тоа, така? Имам и јас можност да го видам, мене ми го пласираш. Јас како потенцијален консумент го гледам таму и викам ова можеби не ми се допаѓа, така и окей е да го искритикуваш. Ти за кредитите, рекламите, о мај гад, не можам више стварно. Мислам, тоа е болест тебе луѓе, доста више. Доста и таму земаат спортисти, врвни и естаблирани личности и личности кои што имаат искуство со кредити претходно за да рекламираат кредити. Ме сеќаш као тоа ги афектирало луѓе и јас што познавам, афектира луѓе и кои што ќе го видат утреден, пошто им се пласира, им постои како опција, за на крајот од денот да само да се продлабочи дупката на одреден проблем што некој го има. Ме сакаш, тоа како контент не можам да го сатам. И контент кој што е не мора по секоја цена фотодампче да ставиме ти текно фотодампче, вторник е Tuesday дамп. Ме сакаш, окей, еден ден да нема. Здраво на сите, јас сум Михаела Трајковска, вие гледате подкаст за се. Во денешната епизода со нас е Секси Марса. Здраво Михаела, здраво на сите што будно го пратат подкастот и што се надевам ќе уживаат и во овој денеска. Како си? Супер, ти како си? Ова прв пат некој гостин мене да ме праша како сум. Многу си имам секоја пофалба од старт за тебе, пошто си многу хамбал, онака си дојде, многу си приземен и си првиот гостин, морам да кажем што не ги знае прашањата и што остави природно да си тече. Немој така подкаст. Сега предходните гости да не се подналјутат. Не, нема да се подналјути никој. Тоа е добро, тоа е принцип на гостинот, така да си бира дали сака да си ги знае прашањата или не сака. И сега ти си избра да бидеш спонтан. Да, па поубаво е, мислам, поубаво и ќе генерално идејата ми беше да си развиеме некоја дискусија заедничка, пошто нели тоа е целта на подкаст, така да едва и чекам да видам што имаш спремно и пред да почне било што, фала ти многу што ме повика денес и лесно беше да ве најдам. Мило ми е, инаку добро што уште еднаш го објасни концептов на подкаст, пошто на многу мина не им е јасно. Знаеш, ќе викнеш гостин и има критики од типот на ама ти збориш колку што збори гостинот, а тоа е целата поента на подкаст, ти отвараш тема за разговор. Така да некои од подкастите биле интервјуа баш од таа причина, зашто сега гостинот има многу поиќе што да каже, па ти се осврнеш да го надополниш, да речем, гостинот и испаѓа како едно интервју, ама денес ќе има многу добри дискусии. Прво прашање за тебе било од каде името Секси Марса, кој ти го даде? Сам си го даде? Така, чудно е, нели? Да. Не си го дадов сам. Да, би било чудно да си го даде. Така, се разбудив еден ден, си реков Секси Марса, тоа е тоа, со ова ќе одам. Не, вајда ќе одберев нешто како Калиопи или не, се шалам. Кованица е како два мои прекара, едниот ми од детство, Марса ми викаат од детство, сите уште од четврто одделение, Секси ми е прекар на факултет што го добив и
само едноставно ги споив да се наместо random name generator да имаше ајде ќе ги спојам двата, пошто двата ме дефинираат во одреден време Период од и живот, простор, да. да кажеме. И така, спонтано. Како се дефинираш, као рапер или као трапер? Као титула, негде те пишува на вести, што видела под името твое? Ни едно ни друго, не знам, многу мислам да, рапер не сум секако, ама па од друга страна и не сум ни трапер да кажеме, многу ми е чудно ми е да се представувам така. Јас сум Како би ја дефинирал човек што има музика? пасија за музика која што е модерен хип-хоп да кажеме, меѓутоа и не можам да кажам дека репрезентира се одеднаш, бидејќи тоа како што се развива и како што си расте има мал милион поджанрови, субжанрови и се што си постои нели ден денес. Меѓутоа би рекол хип-хоп инспириран, али модерен звук на хип-хоп. Ако треба да даш дефиниција на страна од твојава музика за тоа што е трап, што е рап, како би го дефинирал? Као трапот е подстил на рапот или више стана некој свој жанр кој што се Како постои? би го дефинирал? И тоа може да се нарече рап, меѓутоа бум-бап рап е ако го условуваме така, жанр кој што е популарен 90-ти, крај 80-ти, 90-ти, па дури ден денес нели нормално си има си гаи свој правец. Повеќе асоцира на некои примеси и звукови кои што се, да кажеме, од диско музика, од джез музика, од музика која што семплови од инструменти дадени или од некои блуз вокали да кажеме или нешто слично, додека трапот би го условил како по електронски сегмент, од истото има електронска примеса, нормално си има и во прво, меѓутоа потежок електронскиот примес на во спој со хип-хоп, значи движењето, за да ја добиеш трап музиката. Првенствено се појави како исклучиво електронски и потоа се случува некои работи каде што и вокали се надодава или артисти се појавува кои што сакаат да се искажат, да кажеме, на тој тип на битови, на матрици, на песни, бидејќи звучеше и звучи достојно за времето што си го представува. Не звучи као постаро или нева, него е нешто посвежо, а сепак остава простор да се искаже човек на него. Да се искаже, да биде креативен. Критиките што доаѓаа конкретно за трап музикава е дека се послаба е лириката. Са рапот раскажувал некоја приказна, има некоја тежина, ама од друга страна па глупо и да се фејкаш дека се живел на улица и дека си живел тежок живот, ако не си го живел тоа, само Така имаш е. скил за рима и се ајде тоа го категоризираат као трап. Мислиш дека текстот што го има трап музиката има некоја социјална одговорност и као дали идентитетот на музикава произлага од тоа што реално се случува моментално или тоа што се случува денес е само производ на музиката, као са малце деликатна тема, ама како ти го разбираш и како за тебе? Те саќам на што мислиш. Види, пред се мислам дека може да се забележи дека и на времето порано имало артисти кои што не биле толку лирички подковани, па сепак сакале да прават рап музика. И во ред е да не си најдобриот лирицист на светот, под наводници, по чии критериуми да е, најважно е својата енергија да си ја принесеш и одредена порака доколку имаш, заедно со таа енергија. За луѓето да можат да исперцепираат од каде доаѓаш, односно да дознаат повеќе за дали тебе или твоето алтер его што ти е персона која што ја користиш за да кажеш нешто што сакаш пред народот. Да, дали е тоа трапот секси бе Марса поќе или као е вајб, а додека рапов раскажува некаква приказна да и си има кажеме. тежина. Меѓутоа и обратното се случува и на двете, ако рапот е вајб за некого, а и во трапот можеш да сретнеш сериозни теми кои што се дискутирани и елаборирани, кои што да кажеме се зависни од социоекономските фактори, од случувањата на луѓето, може да е и туѓа приказна раскажана преку самиот ова беа автор. баш сите теми што би сакала да ги опфатам во овој подкаст, баш пошто има и позитивни и негативни примери. Не може сега да се категоризира трапов као шунт музика, да се рече као сега да се издига рапов, а да се спушта трапот и
некој кој што вика трапот е копиле на рапота. Јасно бе, јасно. Да. Мада, знаеш како, јас не правам некоја огромна разлика меѓу двете, мислам тоа се само зборови кои што ги даваме за да го карактеризираме нешто, а веќе е дојдено до степен кај што е екстра пораспленето од тоа што сакаме иницијално да го категоризираме. Си има, не знам, хорор-кор сцена, си има сцена која што повеќе према, не знам, хаус елементи ориентирана или било што, и знаеш, сите тие субжанрови се музика некаква, ама не можеш да кажеш дека се рок-н-рол конкретно, така? Да. Може нешто со различни примеси, а пак спаѓаат под еден ист кош. Многу зависи само тој што ја интерпретира, како ја интерпретира и со која цел, нели, нормално. За дали, според мене, постојат, да кажам, два типа на артисти. Артисти кои што го адаптираат пазарот на својата музика, или артисти кои што се адаптираат себе си, односно својата музика према пазарот. Ова е многу опширна тема, пошто ова го гледам општо као за се исто го вметнав во концептот. Апсолутно, не е само за хип-хоп, него за све, значи или ја манипулираш публиката или ја едуцираш. Тие се двата пата по кои што можеш да тргнеш реално. И сега таа манипулација би ја лагляла. Да, знаеш, 50 нијанси измеѓу кој што како и колку е спремен својот морален интегритет да го вметне во тоа што го прави, меѓутоа не е секогаш све црно-бело, сакам да кажам, си има постепено, некој може да почне некаде да заврши на друго место. И тоа е окей. И растот на артистиве некако не, мислам сега ги прифаќаат, ама често може некој да каже каков беше ти порано, кај стигна. Мислам дека еволуцијата е најнормалното нешто што може да се деси. Или општо, например, некој рапер ако предал комерцијала, муабетов кој се продаде. Па можда и тоа била целта, додека живел на улица и му било тешко, рапува за тоа дека му било тешко, кој прекинало да му е тешко и почнал да има милиони. Пее за тоа дека има милиони. И ако тоа има милиони. Да. Ретко кои, меѓутоа да. Кај нас да. Ворете да, знаеш, својот пат секој да си го изоди и не можеш да судиш некому ради тоа што не изреагирал на начинот на кој што ти би очекувал да реагира, ради тоа што не си во негова кожа и не можеш да знаеш што му се случувало во животот. А од друга страна секоја почити за секој што барал промена во себе за да не остане заглавен на едно исто што би го правил. Ме сакаш, убава работа еволуцијата, само треба секој да си се пронајде што сака да биде. И да си биде слободен и отворен за тоа што го прави. Па нека го продаде копилето на крајот од денот. Така? Да. Тоа е, ако нема, не дека тие што ќе му зборат на најчесто интернет војници, ќе му зборат и ти го прави дека тие се грижат за неговиот добробит или незиниот. Да, најчесто е производ на некоја љубомора или завист, пошто зашо би ти било криво некој ако просперира? Зашо сакаш да остане цело време да стагнира на тоа што почнал? Тоа е тоа. Ако почнало тешко и стигнал да гледаш дека на артистов му е добро да речем у животов. Дури да не се слагаш со жанрот, со пристапот, со било што, од секој има што да научиш. Научи, гледај го патот што го поминал предходно, тој човек, тој артист, тој што и да е, максимум во сите сфери можеш тоа да го имплементираш. Дури тоа што го карактеризираат луѓето како шунд или како не е преку ноќ стигнато таму. Некој се труди, некој прави нешто, некој работи за да дојде до таму, се колку е квалитетно во твоите очи издржано, а и на крајот од денот кога станува збор за музика, вкусот каков ти е најважно, бидејќи на некој може му се допаѓа многу, некој може да го иритира едноставно. И тоа е најубавото нешто што ти го дава музиката, реакција. Да, уствари, реално би му се свиѓало само на тој кој што треба да му се свиѓа, не правиш нешто да биде тој што ќе се пронајде, тој што ќе сака да слушне. Го спомнам моралниот аспект и сега како артист се чувствуваш некако дека имаш морална одговорност да шириш некаква поука, или мислиш дека тоа е фейк морализам, пошто ти само пееш за тоа реално што се случува надвор. И сега каква е ситуацијата надвор, ќе дискутираме после. Мислам дека мора да си како човек кој што пред се настапува пред публика, човек кој што јавно постои, треба си сесен дека и двете постојат. Не можеш да правиш онака буквално се што ќе ти падне од памет на зборам од аспект на сметка да
тоа пречи некому или да навредува некого или да нешто да прави. Во ред е, мислам, дури ако сакаш навредувај некого, твој избор е. Од друга страна не можеш да се ограничиш себе си, ова нема да му се допадне на некој, да не го правам. Многу sugarcoating моментално со овој cancel culture, мислим дека се уништи све, дури иронијата и сарказмот и нешто што беше лошо. Не може сите да се special snowflakes и сега да пазиш секого да не повредиш, кога може окей и да кажеш нешто што некого ќе повреди, ама ќе насмее некој друг на таа сметка. Така е, пошто и на крајот од денот реалноста треба некој да дојде да ти помогне фасадата да ја направите. Не може сите да гледаме од страна и да викаме леле што баба ќе испадне. Него треба некој да сработи. Така да има дуалити на нештата е, да сепак да се видиш свој во тоа што го правиш, меѓутоа и не е по цена на тоа да газиш живи луѓе. Бар јас така го гледам за себе. Не ми е целта да некој дискредитирам за јас да бидам подобар, пошто тоа не ме прави подобар, него едноставно just do you. Just do you, направи си го тоа што треба да си го направиш. Биди си окей со тоа што си окей, не биди окей со тоа што не си окей и терај и тоа е тоа. Да. Најверојатно биди си тоа што си, пак кому се свидиш. Кому се допаѓа, да. Така е, па така. Не конкретно се за твојава музика, општо гледано, моментално, дали пак доаѓа прашањето, дали е такво времето или музиката го направи такво времето, иако мислам дека тоа е малце дискутабилно, зашто секогаш имало текстови, пошто биле со некоја, да речам, ајде по ниско морална содржина, моментално, конкретно у трап музиката, најмногу се фаворизира правење на пари, нискоморални жени и дрога. Патнички моторни возила. Да, и моторни возила. Јасно. И дрога. И сега тие текстови се пеат константно и тоа е на некој начин са ти како артист не можеш да го шугаркоутнеш нешто што стварно надвор се дешава и што секој од нас у одреден период од животот го живел. Ама што мислиш дека е ти пееш за одредена генерација, ама од друга страна има и некоја млада генерација што го слуша тоа и што сака да е популарна и да влезе у фазонов и може да инспирира баш да биде као личноста од, не знам, од песната што се пее. Ево конкретен пример, у трап музиката има претерано сексуализирање на жени. Мислам дека ова е најголем период од било кога од историјата, кај што има она брутално сексуализирање на жени и им се свиѓа тоа. Од друга страна имаш и артисти како Glorilla и Ice Spice што самите го прават тоа себе си. Мислам, у текстот го вметнува за звучи кога да е јак бар, истото што тоа некој би го сметал дека е сексуализирање од друга страна. И од двете страни на паричката пак се паричката, ме саќаш? Да. Па баш тоа ми беше поентава на приказнава дека многу за да бидат у тренд го бираат тој пат. Да има жени што свесно се категоризираат. Ја не сум опште некоја што става морални граници, што вика ова е високо морално, ова е ниско морално, ама според некои стандарди, они се категоризираат и ги гадат сите морали и тоа пали, и тоа е супер и луѓето го слушаат и на нив им е топ. И така е, мислам, времето е, знаеш, тоа што да се навратиме на иницијалното прашање, мислам дека рака под рака си одат. Производот што добиваме као креативен инпут еве и од музика, конкретно за тоа пошто говориме, и времето во кое што си живееме, као си одат рака под рака. Да, самото време ќе си донесе, некогаш ќе си даде потреба за плач, за помош, за нешто, некогаш ќе биде full out као енергија само за да поминат лошите времиња или што и да е. Ме сакаш као премногу, плюс е хиперпродукција има многу голема, тоа значи дека се што се штанца бидејќи сватија луѓето дека е бизнис, дека има парички таму за некој, има парички, дека може да го од тоа да се живее или да се прави или да се било што. И тука се раѓаат голем број на, би ги кажал јас, музичари или артисти или како сакаш наречи ги, што не се таму за музиката. Дојдени се за друго, дојдени се за некој да ги препознае у град или дојдени се за да бидат познати или дојдени се за
не знам, мисла дека пари, жени и коли ќе добијат ако снимат една песна во шкаф кај братучет му во подрум. Не работи така, господине. Као прво треба да имаш интегритет, треба да имаш шарм, треба да знаат луѓето кои си што си, за да можеш да дојдеш до таму да те слушне некој првенствено, за да му се допадне тоа што го кажуваш, бидејќи ако е само иштанцано, ти го напишал некој текст од Па то многу некако се штанца моментално, излегува премногу артисти и сега ти не можеш да треба да седнеш еден по еден сите да ги слушаш за да речеш ово е добар, ово не е добар. И најчесто секој што е нов онака одма се гледа малце од страна. И го правев тоа доскоро, бидејќи како работа ми беше да кажеме, пошто се занимаваме со организирање настани хип-хоп, нели настани поготово. Меѓутоа не до одреден степен можеш да пратиш, отпосле веќе као си окей, више знам горе доле што како сакам да слушам, што не сакам да слушам, не сакаш. Ама од друга страна не дека треба да се обесхрабруваат сите тие нови луѓе или деца или млади или постари или кои да е што сакаат да прават музика, суштински да прават музика, да не се обесхрабруваат дека само ќе бидам уште еден меѓу овие многуто. Ако го даваш тоа од себе, тоа што искрено го даваш тоа од себе, прави го. И тука сме и секогаш ќе има за тебе тука луѓе што ќе те поддржуваат и ќе ти подадат рака, колку и да е таа рака нема да те однесе во звездите, меѓутоа ќе ти овозможи бар да знаеш дека не си сам и ќе ти овозможи да твориш, да си творец пред се. Да, тоа вие го имате направено со доста артисти. Кои биле артисти што почнале со вас? Види, па се многу луѓе, да кажеме конкретно околу Trap the Fuck Up, ако зборам како здружение, кое што е најстарото трап здружение во државата. Па затоа и го почнав, пошто вие на некој начин сте го донеле трапот у Македонија. Така, рачунај кои артисти, Секси Марса, пошто јас не бев дел од оригиналната Trap the Fuck Up постава што беа да кажеме основачи на движењето. Јас работев Snapchat за нив. Дојдов и работев Snapchat, меѓутоа имав голем ентузијазам и ја делевме визијата и мислата за музиката, за еден ден да дојде до тоа да јас сум дел од организацијата и заедно носиме некои одлуки, заедно организираме настани, заедно правиме се. Така да, ако може да се случи за мене, ако имаш пасија према тоа што сакаш да го правиш, ќе има луѓе што јас ќе сум тука, пиши ми, ме сакаш или било не само јас, како мене има многу други ентузијасти за музика во државава. Да, мислам дека има многу хамбл луѓе во државава што може да им се обратиш, што може. Што никогаш нема го добијат својот шајн од аспект на сега што би се рекло виралност, популарност или било што, ако така се мери успехот на еден артист, меѓутоа до еден човек суштински да допре таа музика или тоа постоење на тој човек веќе има направено ефект. Ама вие имате направено на некој начин некоја трап револуција, ти не мора да си звезда одржавава, ама со тоа што имало на таа журка 500.000 души кои што топ си прошле, ти си локален херој. И тоа е супер, едноставно се зависи колкави се границите и кој кај сака да стигне, така, ама тоа што го имате направено било многу добро. Сега знам дека thank you. Да, ја памтим на Трап Славија беше, пред короната мислам дека беше. 2018 така нешто, и знам да. дека беше со граница 16 години. Беше спуштена границата. Најверојатно доколку ни дозволиле од МКЦ. Зависи, бидејќи секогаш прашуваме на сите венјус, зависи од венјуто, ме сакаш. А нас не ни пречи да има некој помлад да присуствува. Не е поентата за алкохол, за нешто такво, него поентата ми е да можеш и ти да се не ни сметаш, ме сакаш, ако си ентузијаст, ако се свиѓа музиката, дојди. Да, јас знам дека немав 16 и бев се ова инкриминирачки малце за пијана врата. Бев дојдена со фейк извод од нараѓање од другарка. Немој сега да кажуваш што прават децата. Да, и тоа добро, ја бев дете си се потнав, си го сменив името на Инстаграм, да. Ама супер беше, мислим, поприлично рано почна журката, се заврши 12:30, мислим баш тинејџерска журка, едноставно топ
Така, топ некои биле тајминг, топ све беше. некои биле да. Да. Генерално малолетниците и мора до 12 мислам да напуштат од таму. Дури и кога траело нешто малку покасно Да. со дозвола, нели нормално бидејќи сепак МКЦ била институција таму кај што сме правеле најчесто. Ама фала ти што си дошла, ете Да. убаво си пројде. Да, топ ми беше. Памтим дека тоа беа уште почетоците, мислам дека втор трап да фака или трап Не, Славија. ако била Трап Славија, Трап Славија беше, било мислам. 20 или 30 настан вкупно направен. Претходно има уште многу Оревче сме правеле. Да, ова у Базелирина. МКЦ мислам дека беше второто, не знам точно година. Зашо е толку поврзано со Југославија? Зашо е Трап Славија? Искрено добивме идеја бидејќи 2014 година да кажеме од кога е основано Трап да фака, самото се еволуираше до некаде да кажеме со тоа како што се еволуираше музиката, да речеме од еден DJ Carnage или од Harlem Shake што било претходно да еволуира у нешто каде што има и вокали и присуство на артисти. Така и кај нас си дојде природно да има толку многу странски артисти таму, меѓутоа има и дај да видиме кои ни се сродните души тука, локално пред се, да знаеме кој се кој работи ваква музика, кој што. И од таму појде идејата, окей, ајде да викнеме артисти од стара Југославија, што се вика под наводници, што се се разбираме меѓу себе, пошто нели јазикот ни е најголема бариера за луѓето кои што се надвор, за да може да слушнат. Се разбираме меѓу себе, делиме некоја иста пасија, некоја ист драйв за овој жанр на музика. И од таму појде као, окей, ајде да биде тематиката. Да, и тога Трап беше Славија. Real Имаше- Slav си излезе, тога е Ето, баш. така. Да, и тоа беше. Имаше и југо во холот, не знам дали памтиш, Да, луѓето да, може да се се сликаат со сликаа, југото. се сликаа. Тоа да знаеш колку беше тешко да се внесе внатре на две даски големи, огромни, па го буткавме од позади, еден му дава газ, значи беше Се си екскурзија. вложиле многу љубов и многу па како? труд у нешто, да. До југото, ако не знам дали памтиш, имаше Имаше фотобут за слика, ја знам дека имаше масечки, беше Свели Лава, јас имам сликано со сликата од Масечки, Тито, Bros Before House. Bros Before House, ете така, имаше шах за кој сака да седне да одмори да игра шах, као фул он сакавме да направиме, да изгледа као да е југословенски стан, Да. тоа ни беше идејата за сетингот, а музиката да е модерна. Као тоа беше, ме сакаш као Да. склоп на две различности кои што многу добро заедно се склопија како идеја, како концепт за забава, да кажеме. Топ си беше, сега со тоа што ти кажав, ете тога и бевме малолетни или тинеџери. Сега ти да имаш дете, како би го воспитал твоето дете, у смисла, знаеш сите што излагаме, знаеш што се дешава у тој свет, значи излагаш надвор и ти реално без разлика дали музиката е таква или не е таква, секој што излага надвор после 9 се среќава со истите работи, со дрога, алкохол, Да, нормално, жени, да. пороци. Како би го воспитал ти твоето дете? Би му кажал за све или би дал со оно школски пример кој нема да правиш тоа, нема да правиш ова? Види, помалку од двете. Јас мислам дека помалку од двете мора. Не можеш да си премногу либерте од една страна, од друга страна не можеш и да се правиме дека сме ние од високото добро утро и не знаеме што се случува таму. Јас конкретно во диско од 13 години одам, тогаш и цигарче нешто ќе се криеш, ќе запалиш, ќе ова, ќе оно. Не дека е ова добар пример, не слушајте никако. Не било тоа, добро, знаеш, ама некад сакам да се кажам приказната, ама после викаме и па ова не е добар пример, ама дали јас сакам да сум добар пример, јас само сакам да сум реален да сум пример. тој пример, да, тој Тоа е пример сум. моето искуство, тоа било мојот начин и јас сум се журкала од 13, затоа сега ми е животот пензионерски, не ми е толку многу интересно да имам на журки. Јасно. Ама тога и не била таа фаза и била интересна. Ја конкретно, кој сум се замислила како би го учела моето дете, најверојатно е баланс од двете. Сега ќе му кажам што е добро, што не е добро, ама далеко од тоа дека ќе се правим дека надвор нема да дојде у допир со сите тие супстанции, како ако више дојдеш, прави го паметно и прави го правилно и пази шо и како правиш, и со кого најбитно со кого, пошто не знам на крајот денот не можеш да ги изолираш. Мислам дека сите деца кои што биле на некој начин изолирани од тоа, сега мама и тато тебе ќе те научат како треба и како да биде добро, им се одразило после Полошо само, да. Да, нема друштво, не знае да се снајде сам, одеднаш Социјални скилс фалат или одеднаш се наоѓа у средина кај што
сите го прошле филмот и не му допрва му доаѓа си вика за да бидам кул, јас сега треба да го правам ова. Да пушам цигари. Да, и можда покасно му доаѓа некој пороци додека не знам ете дете у тие тинејџерски години што му прошол филмот, после тоа може да му биде излитано и више да се стане. Да почне книги да чита. Да си па да, реално знаеш дека сите од таа моја екипа, мислам дека така на некој начин ни се возбили животов после тоа. Па да, добро, ама и тоа си се фазите што треба да си поминеш низ животот како човек, да имаш и бунтовна фаза и фаза кај што си заглавен и не можеш ништо да смениш околу тоа и фаза кај што ќе доживееш малце успех и ќе доживееш многу неуспех и така тоа те не држи. Тоа не прави луѓе, на крајот од денот тоа Што те мотивирало да твориш? Уште сега пред недела извади албум и да, проект извадивме заеднички со дечките што објавуваме заедно на ТДФУ каналот. Стиви Рейджер, Оги, Балу, они се Петар, со нив веќе сме, знаеш, соработници сме долги години, да. Ова беше нешто што го имавме in the making и ни беше идејата ајде да му направиме некој концепт, па така малце го направивме во Джуманджи стил, да кажеме, со 8-битни анимации, кај што нас флиперот не вшмукува практично внатре и наместо да одиме сега да снимаме 8, 9, 10, колку и да сакаш видеозаписи за секој посебно, решивме да го изиграме креативно, како да сме дел во флипер игра. Секојаш имало некаква приказна. Мора да има приказна. Без приказна, зашто е на крајот од денот? Мора да има концепт, мора да има издржаност, инаку што е само шлапна, тоа е звук со слика од нешто и си стои таму и нема душа. Вака добива екстра на душа со тоа што му вложуваш екстра идеи, екстра само подобро и подобро може да биде. Па, тоа е усвари суштината на маркетингот, да продадеш приказна, не да ја продаваш као конкретно производов што го ставаш на пазарот, туку приказната и вредноста позади тоа. И сега највише ступивме у контакт заради видео, имаше постирано едно. Да, мала критика за некои маркетери одржавава и после го избриша видеото. Зашо го избриша? Да, искрено ми пиша пријател еден што некој работел негов со нив заедно, најверојатно не знам дали работат у иста фирма, дали се познаваат, дали било што, и ајде најдругарски ти пишувам и окей, јас појдов од аспектот на можеби некој не знае колку му вреди контентот што го става на сторито или каков ефект има врз луѓе, меѓутоа ако мојот има ефект за на некој јас под наводници да му го зимам лебот или да му направам да се осеќа лошо, тогаш зашто да му ме разбираш како се осетив како си ставил стори и са им одмагаш на луѓето за не дека Па, ако се паметни, видите, ја се не знам дали се слагаш. Добро, ама не тоа не се маркетинг обучени ликови, мислам тоа се гледа. Никаква критика не е за тоа што си го прават, нека си го прават не ваква. Ама ако више го пласираш, го ставаш на спонзор, си земал парички од некој клиент таму, значи имаш одредена одговорност за тоа, така? Имам и јас можност да го видам, мене ми го пласираш. Јас како потенцијален консумент го гледам таму и викам ова можеби не ми се допаѓа, така и окей да го искритикуваш за да кажеш дека не ти се допаѓа. Тоа што викам, целово ова cancel culture и сите тие работи многу е нежен, дури мислам дека и многу се нежни коментарите за тоа што све се пласира на страна од тоа ти приватно што ставаш на твојот профил. Ти си бираш на каков начин ќе се изградиш. Да, за да се пробиеш, пак имаш два пата. Имаш можност да изградиш бренд и да бидеш ти препознатлив по тоа што си, или да рекламираш се и се што и да те има и квантитет и квалитет, да играш на таа карта. Така. Ама ако е више си платен за да изработиш нешто, треба стварно да биде добро. Најмала рака, тоа поќе критика за тој што го има бизнисот, него за тебе како маркетерче. Апсолутно, како маркетерче или било што и да си. Пошто на крајот од денот паричките си ги дал.
ти како собственик на бизнес си ги дал паричките, ти бираш на кого ќе му ги дадеш паричките, дали ќе им ги дадеш на истата маркетинг агенција што ќе стави пост тагни два пријатели и ќе ти даеме Веспа или или две карти за кино, вау, супер. Или ќе најдеш некој тим кој што е покреативен и ќе направите нешто ново. Сега окей е да се трудат и луѓето да прават нешто ново, ама тоа ново треба да е вкусно пред се, треба да е изведено вешто за да не изгледа Да, има доста креативци сега. Трн е многу добар проект. Има скечови, има таков тип на видевца, ама се гледа дека ги работи некој што е креативен и некој што е некој што седна напишал сценарио суштински претходно, не се тулајнери кои што сме ајде спремни сме сега да ги снимаме, ме сакаш тука пред на паркингов. Во ред е, не викам не, супер е креативен начин е да пробаш и тоа и да се избориш и да се меѓутоа знаеш, за кого е наменето на крајот од денот таа реклама, за кого е можеби на некој кај некој ќе помине или за некој што нема филтер од аспект на нема можеби доволно долго или искусно користено електрокомуникацијски услуги и социјални медиуми и не знае да изфилтрира што е булшит контент на крајот од денот. Такви луѓе имаме многу држава има. Мислим дека свесноста за тоа што се пласира на интернет и колку е квалитетно нешто и колку е добро е падната многу ниско. Не знам дали дека не се едуцирани или зашто тоа е тоа што се пласира, па они си конзумираат буквално што и да им стаеш на тацно. Можда и тоа е квалитетот што го нудиме ние во моментот, ме сакаш. Тоа е квалитетот што постои, што е поразително. За сите тие што разбираат дека е поразително. Меѓутоа, сега тие што разбираат треба да се пробудат и да воспостават некој свој бран. Затоа и го зборам ова. Мене поќе, значи на страна тоа јас со хејт и со плукање, мислим, најлесно може да има многу држава што така си успеале, излагаш и се ти на сметка на сите што се некакво име, ги ругаш сите еден по еден и зашто си го спомнал имево ќе ти го гледа некој. Ќе кликне некој, да. Не, тоа не е поентава да ги мотивираш тие што знаеш дека се добри, што се стварно добри, се знам дека стандардите на луѓе што се добри, стандардите им се плафон. И сега за тие стандарди треба и финансиски средства. Значи еве од момент сакаш да извадиш песна, мислим дека било која песна без анимација или без спот не е тоа, пошто ти преку мора и видеово да се склопи така ја прикажуваш целата приказна уствари. Да го каптивираш уствари на крајот од денот корисникот, така или потенцијалниот потрошувач или што и да е. Сега тоа е и за маркетингот, значи сега маркетингот мора да има видео, тоа е спој на аудио видео и некоја добро изражирана приказна. И сега за добро видео и за добро аудио тебе ти треба 1500 евра минимум. Абе сега зависи што сакаш да презентираш, ама не мора секогаш. Ако сакаш да си го направиш онака филмски, не може да пројде со 2 микрофончиња и видео. Мислим, може за почеток, така, ама зависи ако е приватен контент, да, ама ако е платено од некого, се издвоил толку пари за, не знам, за реклами, си го стал на спонзор, ти издвори уште неколку стотици евра и направи си добра реклама за ако више врти да биде квалитетно тоа што врти. Така е. Од друга страна па може ние не разбираме на крајот од денот. Ме сакаш, може би они го знаат тајниот код, клучот на играта, што и да е. Со тоа што ме сакаш, зависи за кого е. За кого е таргетирана таа реклама, не е за мене сигурно. Јас знам да оценам дека таа реклама врска нема. Мислам, не е од конкретно некој, него од мноштвото на реклами што ми излегуваат на спонзор. Или е тему деновиве или е нешто. Ме сакаш као таму се нонстоп. Океј, видевце интересно, океј, текстот оди нели хайлайтнат за да ти го задржи вниманието. Се осеќам кој на оние Дизни, не знам дали ги памтиш ти, што ти иде Мики, главчето на Мики и ти кажува кој збор е следен на ваквото. Као дебили да сме некој, стварно. Ама очигледно, па може тоа е таргет групата, па тоа е страшниот момент, што ајде постарава публика, тоа некој Facebook контент им пушта. Например, сега квалитетот на Инстаграм бил секогаш покреативен од Facebook, пошто на Инстаграм биле младиве, на Facebook си останале постарите. Тетките. Да. Па овие реклами се многу теткински. Значи тетки како мини тетки и чичковци. А доаѓаат од некои што се млади, некои што се на твоја возраст. Така е. Тинејџери.
пак Лейт тинејџери, више не сум тинејџер. да, добро, ма пак за кој пазар они го ја наметнуваат, Најверојатно е за наменета таа реклама. Или тоа што и преска стигнавме да начнеме малку, дека луѓето се до толку индиферентни ради сите случувања што се во светот, околу нас, скапо е да се живее или што и да е, и немаат веќе, не реагира, ја гледа таа рекламка и си дум скролинг, си тера и утре ќе нешто можеби ќе пикне ап, можеби не, и така, тоа си е и си тераме. Не знам дали е правилно и дали паметно. Знаеш, може, си викам по некое време, сега ти кажав како ги добив, ова беше надпревареден и ја добив 12 спонзорирани епизоди како награда за победава од надпреваров. Сега си викам да беше некој Браво, друг by the може, way. Браво. да беше некој друг може поразлично ќе го искористеше овој тајминг да речам на YouTube. Да. Ама јас стварно мислам дека заради стандардите што сум ги поставила од мала спрема мене и спрема луѓето што ме знаат, иако е некад проблеми тоа, знаеш, кога те влече стариот стандард, па сега ти не успеваш да се продадеш, ама си викам, па ја нема да сум тоа. Замисли ја да... Така да да можеше да имаш скап гостин, ме доби мене наместо тоа. Ама не сакам, знаеш дека... Ме одбра мене, не ме доби. Да. Така да thank you. Не, ама со тоа покажуваш дека се не е важно само за да биде колку да биде нешто вирално или некој да го види, него суштински ти значи тоа што работиш. И тоа е тоа што го и јас го почитувам кај луѓето што прават музика, ме сакаш. Истото е. Као тие локални херои, ја така си викам, јас сакам да сум локална звезда, да ме знаат тие што ме знаат, да си не по секоја цена тој кул, значи Михаелче ја виде подкаст, че има кликни лайк, кликни. Да, ама не знаеш кога не да бидеш ти кул ликото друштво по некој лош работа, туку да бидеш човекот што е интересен, што има интересни приказни да ти каже, што има некој интересно хоби. Сите од моје друштво, дали се, не знам, глумци, музичари, и кога нашето излагање се заснова на тоа што идеш кај некого на представа, на свирка, кој седиш дома, пак, значи ти си интересен за... Јас сум градинар, хобито ми е градинар, така да. Со земјоделие се занимавам, да. Стварно, на страна од ова? На страна од ова, да. На страна што работам као day job, на страна од музиката, со другар по пола имаме бавча и растеме патлиџанче и пиперче. Се фативме лани на поголемо да ја правиме, да кажеме, и има некој поголемо. Мислам, да ме чуе некој од страна и ми рече, бегајте вие двајца сама. 150 квадрата, солидна бавча имаме, имаше преку 200 патлиџани, преку 400 и нешто 500 пиперчиња, нешто кромиче, она, и е многу убав процес што... Ова не знам дали си го кажал негде до сега. Па да, вајда, да, сум спомнал, имаше и некој кој што ќе ме праша као случајно као она, знам да позборам за тоа, меѓутоа убав процес е кај што се враќаме малку према, да кажам, некои вредности кои што ако не научат сега нас постарите генерации, можеби ќе нема да постојат. Ме сакаш, пошто супер е се и новото доба носи нели нови предизвици, нови можности, ама... Пак се проблема истава тема која да. Кои морални вредности? Пак треба храна да растеме утре. Да. И убаво ми е да знам како се расте патлиџан, кога треба да го искубам, кога треба, што треба му правам, како се и фулон сме со систем капка по капка, со најваче со ќе дојдеш, ќе видиш. Леле. Ќе си дадам на лето патлиџанче, ќе пробате, тука ќе ви донесам еве и за колегите што се со нас овде, ќе видиш горд сум на патлиџанот. Браво, јас сум горда на тебе, пошто не го знаев ова. Thank you. Не го знаев ова за тебе и многу ми е драго што си ми гостин. Стварно мислам дека е нешто што би го ценел било кој што има пасија према било што. Затоа викам да си најдеш нешто што те исполнува без разлика што е тоа, без разлика дали ќе му се свиѓа на секој. Мене затоа и не ми се свиѓа тој, сега ќе те прашам и тебе што не ти се свиѓа на естрадава моментално ако постои некоја естрада во Македонија. Мене не ми се свиѓа, ја можев да се презентирам као, не знам, доаѓаш се емисииве што ги гледам што произлегува во последно време, сите го идат на тој jet set стил. Сензационализам. Да, кој jet set црн? Кој црн jet set? Дај, не ме зезајте, жити се. Мислам, нема како. Прво ти ја знам платата и знам колку кошта шминка. Значи, шминката, еве, цена, кај било кој да идеш, значи од 1500 до 2000 денари ти е шминка. Спонзорства. Компензација, спонзорства. Добро, да, ама нема сите спонзорства на почеток. Ја ти зборувам за почеток да може треба да вложиш, ама се ти имаш не цели 500 евра плата, а имаш 100 евра трошок за едно снимање.
Значи од коса до облека до шминка не смеш ти да се појавиш као ако више се правиш jet set, ти не смеш да се појавиш два пута уисто. Да, јасно, да. Ја можам Нели, пошто од мене не ми ја гајле. Ја сум си ја. Затоа ја купив така да ја носам. Не. Да. И сега си таков некој се презентира и сите се изгледа како некоја квази бугарска свадба, некоја таква тезга, мара со тој Абитуриентски бал, ако си гледала тие што со бе. некој лош Лскаво. са, да, лош са тен големи светкави обетки, не знам, мене промовирање на кичарај. Најверојатно сватите дека кичарајот пали и сега се поделја луѓе или тие што го хейтаат кичарајот или некој што да. влага пошто знаа дека тоа пали. Види, не дека го хейтам или нешто, било што, мислам, таман работа, некој мора да го конзумира и тоа. Да го прави и тоа и да го конзумира и тоа. Кој што преска, баш кој што зборнавме, сам ќе си одбере човекот како ќе си пристапи према работите. Дали Што ти буде тебе очи најмногу кој гледаш? Као нешто што еве не е Искрено- хейт, ама искрено муабет до друштво би го рекле мене, ова ми е одвратно, ова не го сакам. не знам како да ти кажам, толку многу работи се, ама одеднаш не можам да ти ги набрам ради тоа што више сум научил со тек на време да искулирам малку, да сватам дека окей, има ли нешто поучно да се научи од оваа приказна, као Ја ги ставам на мјут, одма. Глупо ми е да unfollownem на кого, пошто ајде, ќе биде ова се накручи нешто. да. Да, ама не сакам да Не, не гледам. конкретно само за Инстаграм, збораме и за на Јутуб, за било кај, зашто и да ми... Општо, кој контент, кој На вид на телевизија. контент мислиш дека е неквалитетен и ти е одбивен да го гледаш? Тие за кредитите, рекламите, о мај гад, не можам. Не можам више, стварно. Мислам, тоа е болест тебе луѓе, доста више. Доста и таму земаат спортисти, врвни и естаблирани личности и личности кои што имаат искуство со кредити претходно, за да рекламираат кредити. Ме сеќаш као тоа ги афектирало луѓе и јас што познавам, афектира луѓе и кои што ќе го видат утреден, пошто им се пласира, им постои како опција, за на крајот од денот да само да се продлабочи дупката на одреден проблем што некој го има. Ме сакаш, тоа како контент не можам да го сатам. И контент кој што е не мора по секоја цена фотодампче да ставиме, ти текнува фотодампче, вторник е Tuesday дамп. Ме сакаш, окей, еден ден да нема. Окей, пробаш. да го ставиш, ти текнува, ако мислиш дека ако ти исполнува, ако те усрекува, ако Да на било што. крај, знаеш колку и да пробам нешто, да исхейтам после тоа си викам па кој како сака. Кој како сака, да. Ти, па па јас ти понекогаш, па јас знам да се поднапијам, бе. Па да, не така, не тоа. Ама не, ме сакаш, као не можеш да... Тие само што апла афектираат човечки животи, тоа не можам да го... Значи, апла сериозни работи, буквално као тоа, или не знам, кога ги гледам политички партии на спонзор, кога ми искачаат пред избори, локални идат, by the way, не знам кои камери се, Леле. доаѓаат, да знаете, ја не доаѓаат, и знаев билбордите и све доаѓаат. Сега заврши. Сега заврши, сега ќе почне пак, така си оди тоа, и тоа ќе заврши, па пак ќе почне, си имаме ние за гледање таму. Леле. Така да не знам, тоа и апла, она, невкусен, неубав, дрзок контент или некои идиотштини таму петарди што пукаат, што малтретираат животинки или нешто такво, тоа не ни вреди да се дискутира, ама постои. Постои и треба знаеме дека постои, дека комшија ни е тој, живее до нас негде или вакво. И тој постои и другиот што взима флекс кредит или каков кредит се да не ги вакво X кредит. И тој што прави реклама за кредитот. Ме сакаш, сите тука постоиме на исто ова и треба да малце да земеме воздух и да се посветиме према побитните работи, како воздухот надвор, пример, или било Се што. чувствуваш ти као инфлуенсер? Не човек, ама знам дека Имаш некаков инфлуенс. влијае. Тоа И што го не само за тоа што ќе ставам, него и кој сум јас лично во живо, и мојот интегритет што го носам, и ако ме приде некој на улица, све влијае на тоа кој си. Ме сакаш као има разни типови на луѓе, било кој што би пришол или вако, што бил културен нормално, не бил неиспочитуван од аспект на да се поздравиме, да си направиме бар колку толку можем. Да, мислам дека муабет. ти си најхамбл
позната личност, одржаваш се во Не сум светот. позната личност, јас сум само дечко од Тавталеџе што Што го прави- знаат. Да, што знае луѓе. I guess. Да. И тоа е тоа. Мислам, не се гледам себе си како преска што начнавме. Тоа Jet Set, што представува тоа? Што треба значи? Кога се собираат у некоја тајна канцеларија, имаат Сите идат на истите состаноци? места, не знам само го изгледа, мислам дека тоа ти е патот како да станеш кич најлесно, зашто се трудиш да си нешто што не си, да си бил би те Со знаеле. која цел да ме знаат луѓето? Веќе ме знаат тебе. Се знаеме така, ако дојдеш ке се упознаеме, ке си направиме муабет било што приди. Ме сакаш као нема зашто за мале паре? Зашто на крајот од Многу денот? се ситни парите. Стварно, мислам дека И големи да се овие кредити, не знам, сигурно се многу поплатени тие реклами, ама за овие некои ситни рекламчиња стварно не вреди да си го продадеш. Кој си ти на крајот Да. од денот, да. Има многу инфлуенсери, например, мислам дека Мија Костова би ја издвоила како некој што е човек со репутација и со, значи, рекламира и знаеш дека го рекламира нешто што го користи и совесно, тоа совесна реклама да речем. Да, бе, јасно. Пошто има некој што рекламира што и да им дадеш. Значи се појавува затоа тоа што ти го спомнав преска едно да си инфлуенсер, значи ти имаш некаков инфлуенс на луѓето кои што те гледаат и мислам дека треба да имаш пак некој обзир за тоа дека некој ќе земе и ќе го користи ова што викам дека е добро и има некој што се стрикно маркетери. Ти си човек што ја те изнајмувам тебе за одредена скрипта да кажеш дека мојот производ е добар така и твојот збор никогаш нема да биде доволно валиден, пошто се не може ти да си пробал 300 ствари у не знам еден месец, а ти рекламираш све. Што и да ти се даде за пари ти све ве Така, рекламираш. од друга страна па и Мијандрија треба да направи пресек за доколку заработува од инфлуенсерство, па ако одбива све, кај е трешхолдот на одбивање, ме сакаш? Да. Па дали тогаш ќе заработи доволно ако работи како... Па има, си работиш со брендови, да. Си има тежина... Тоа е моментот кој името више ќе ти стане бренд, ти работиш со сериозни лица. Тоа што сакаш да го пренесеш више... Нема тебе некој за вејпчиња да ти рече може да дувнеш у камера 3 пати да се снимиш на Лебест, стори. ги памтиш? Многу беа јаки. Да. Многу беа јаки. Ико- Сите беа Инфлуенсери Да, да, да. вејпчиња, да, сите фикс. Кога гледаш некој рандом се се сликал со мак. Топ, Да. без хаштаг чесо е. Многу јако. Што друго, не знам, се пласира на Инстаграм еве како конкретно, што Само ти- тој користам by the way, Да? немам Facebook, одамна ми избришан. ја не Twitter никогаш не сум не имал, пошто многу некако затворен мал круг, кај што се нешто кој попаметна досетка ќе каже, супер, окей, кул, не беше за comment мене. section, ама ако некому Не е беше за смешно, мене, затоа да, викам, да. мене ми е супер, ја никогаш не сум читала коментари. И уствари имало фаза, ама била многу рано, пред да почнем да бидам некој што твори, таа комент секција е за некој што ќе те збори на кафе за твојата публика и ти треба да ги оставиш да си имаа забава колку што сака, Така де. да ги кажа сите глупости на светот што може да ги смисла и Скроз. тоа е најдобро. Само ако сакаш и врати им ти на, Да, на таквото, ако сакаш. Ако не ти се иде. замара, ако ти се вако. Не иде некако. И мислим дека треба да ги оставиш, ниеден коментар не треба да се брише. Значи, сите дебилизми Обавезно, треба. тоа да, тоа сум скроз за. Значи све што ти е дури и да си у грешка со тоа што го правиш, некој го ти остави коментар што не ти одговара или е спортивното мислење, треба да остане таму. Ако сакаш, врати му се за година две, рефлектирај на тој коментар, види Ама дали преку се некој интервју или нешто да пишеш коментар, не. Остај ги, тоа е публиката, тоа са тие што ќе дојде на надпреварот, ти ако го промашиш голот, ќе рече ле, ја боле би шутнал од него, а они не се ни у играта. така Ова е. е пример што многу пати сум го кажала во животот, ама секоја што иш уплатил спортска мисли дека ќе изигра боле од фудбалеров. Нормално А да. не е ни близу. Од до дома таму. сите може да сме Најаки. астрофизичари, ама не е така во реалноста. Рекламираш и ти некои ствари кои се критериумите за ти да прифатиш реклама или спонзорство? До сега, генерално, не знам, мислам дека со T-Mobile имам соработка направено. Со KFC еднаш мислам дека направивме соработка и со MyTime. MyTime не се како спонзори, да кажам, подолго Па време. тоа пак гледаш, тоа се сериозни спонзори. Баш поради тоа што си изградил на некој начин име и бренд, не дошле да ти пиша и од вејпчињава и дојде да Така, ама и да рекламираш. не дека не пишале некој вако, само едноставно не ме
Ако не сум заинтересиран, пошто не дека секој у таа позиција ме сакаш. Јас сум во позиција каде што имам day job, каде што работам нешто друго и тоа што е креативниот мој ентитет, џабе се тие пари, не ми требаат нивните парички, I got my own. Ме сакаш, нема џабе ми се тие, ти ќе доеш ке ми даш 100 евра сега. И најдобри инфлуенсери се тие што има пари или инкам од страна и не се продаваа за било каква реклама. Значи ти не живееш од рекламите, ти си имаш свои. Сега ако прифатиш нека спонзорство, стварно ќе биде нешто што го мислиш, го сакаш и нешто што би го препорачал на другар. Што би било издржано, да, или па најчесто како што кај нас кој што се случуваат работите, некој работи негде, некој кога па ќе биде пријател или познаник или одвамо, па ќе ти сконтактираат, па може да се направи било каква дискусија на темата за дали да се нешто да се почне да се има колаборација. Ме сакаш пошто или ти звонат најчесто од маркетинг агенција, да кажеме во тие случаи, па окей, корпоративно ќе се однесуваме, или по-пријателски се ако некој ти пише што го знаеш. Пример, јас сум ставал со години скарана жар, што е онде на пазарче, на Тафталиџе. Зашто? Бидејќи кај нив дома на слава сум бил кај луѓето. Ме сакаш, на мој пријател, неговите родители се... Тоа, ама ти си го пробал нешто во... Јас таму идам вторник, јадам кебапче, пиеме ракиичка, онодам се, и убаво ми е. И сум ги споделил ради тоа што убаво ми било. Реклама од срце, што викам, ти го... Од душа. Да, ти го рекламираш нештото што стварно го правиш и што си го сакаш. Баш така, што не било кој инфлуенсер ти друг да викнеш за скарана жар. Добро, сега може би има. Меѓутоа, знаеш, своеволно било, не било, нит сум јас инфлуенсер или нешто, си ставам сториња, убаво ми е. Си одам или бурек, волки што јадам на пазарче или било каде. Си доаѓам, ке си го сликнам, мах, ке си пишам на вако и ке си одам на кај дома. И толку треба. И ке ми пишат 3-4, сабајле бев многу добро. Тоа е среќата. Тројца или четворица стварно да го мислиш тоа што го мислиш ти. Би бил некад би прифатил спонзорство од Нептун, имаше сега заебанција многу. Best of the best. Види, јас нив ги сакам, они си направиле експанзија на моделот со тоа што се споиле со друга продавница што продава производи за зголемување на либидото или сексуални помагала или што и да е. Апсолутно I get it. Мислиш дека има местото у Нептун или треба да си има... Не се на рафтови, by the way, него се само онлайн си поста. Тоа вако, ама шок беше, некако никој не очекуваше од Нептун. Да, Нептун gone wild, као скроз беше, се будиш еден ден и има 21 цм изложено таму за 1200 денари, што е it's a bargain. Да. Добро, тоа се некои, ајде да речам, нови морали на компанијата или новиот свет. Они се знаат. Као јас лично да сум дел од тимот на Нептун, да би рекол дечки као супер све, ама може само другачие да крстиме фирмата или whatever. Да, исто, да, уствари да. Ако сме заедно, ама нив вајда генерално идејата е била ги спојат двете за они да им дадат пласман на либидо шопот на сајтот на Нептун за одредена финансиска на доместок или процент од 21 сантим, пример 16 за Нептун да идат или нешто така. Сакав друго да те прашам нешто што е актуелна тема и што се провлекува поврзана со тие текстови, морали и фейк морали. Се промовираат многу конкретно трап музиката, OnlyFans е топ тема и кога жени што имаат OnlyFans е доста фаворизирани. Кој е твојот став и како ти го гледаш нешто? Види, како да ти кажам, и познавам луѓе што имаат OnlyFans и вајда познавам луѓе што се преплатени на OnlyFans, кај исти овие луѓе што ги познавам први, така да што да ти кажам, мислам... За мене е искрено, са глупо да го кажам така, ама за мене е експлоатација на глупи мажи, искрено. Моментално жените си заработуваат толку многу. Ама сега ќе ти пишуваат од DM-от. Ама овде ти плаќа. И ќе ти ги праќаат... Да, овде ти плаќа, овде е попаметна таа што барем зема пари за нешто. Им зима по $5 од beautiful, као и онака ако више ти праќаат. Знаеш како, не е beautiful, самото постоечка на платформата укажува на тоа
колкаво е нивото на очај, Тоа што ти мизерија. Тоа што ти го реков, моментално е најсексуализирана жената и сама прифатена и од таа цела, да речам, музика, култура, значи се пее за ниски морали и ти убаво ти ако значи секоја да пример женско си и сега слушаш песна и се замислиш како некој друг ти ја пее песната на тебе и се песнава ако се збори за таа што се тресе кај некој го скути, ти си викаш може мене вака некој ќе ми пее и кој стилета памето ти си го мислиш тоа да сакаш да бидеш баш таква личност и сега да тоа и е одлика на некој начин дека општеството не иде у некој од друга страна пропаст, ама од друга страна па некој профитира од тој пропаст. И социјалните па скилс што ги имаат, да кажеме, тие корисници кои што предоминантно се мажи, да речеме. Знаеш, општеството, стилот се им налага на тоа да чувствуваат притисок и тие можеби не знаат како на друг начин да стапат во комуникација со да се изгуби тоа. Со една дама. Не знае не знае дека треба вратата да отвори, не знае да биде кавалер, не знае. Ама тоа нормално ако немаш социјални скилзи, ако седиш само дома на телефончето, што нели не тера да биде на крајот од денот, мислам ни се наложува да биде. Таа апатија, тоа незнаење доведува до тоа да идеализираат некој што го гледаат на виртуелниот простор кој што суштински не го ни познаваат, ниту им е пријател, ниту ништо. Дипати ќе го допре некојаш било кој. Exactly. Ама се спремни паричињата колку и да им се, што и да им се, да ги дадат за било каков тип на блискост, интеракција или што да остварат. Што е многу тажно од друга страна кога ќе го ставиш вака на затоа кантара. некако не можем не можем да бидем апсолутно не сум против нештото да се прави зашто некој нашол начин тоа е едукација, манипулација, ова е максимална манипулација. Ти никого не едуцираш и викаш кажеме, ако си ти глуп и сакаш да не знам има некој профитира од сликата стапала. Ако ти си глуп да платиш за мојава нога, што? Што сум ја криваш да само сум го искористила нештово за тебе да те манипулира. Било што, Сега па од друга страна. Ама од друга страна па да и тажно. Никогаш нема да можем, мислам дека барем ја да си ставам тотална слика која е добро или лошо, ама може не треба крајен заклучок, може добро само да се сврти како дискусија. Може не е ни наше да кажеме постои, битно постои, тука е. Живееме сакале ни или некеле постои, сега ти дали ќе го прифатиш дека постои и кои ќе бидат твоите ставови околу тоа, си се твои, меѓутоа дека тука е факт. Па тоа баш пошто е тука, секој може да го искоментира и секој може да си го каже неговиот став, поготово ако сега имаш простор за да го збориш нешто, а е нешто што е актуелно долго време. Баш така, да. Може да го кажеш. За крај би те прашала едно интересно прашање, да си министер за култура на еден одреден период, што би сменил, што би вложил? Многу работа има да се заврши. Дечки, многу работа има. Стварно ви кажувам, немаме take your time, кажи све што ти направи. Немаме венју, пред се немаме венју. Најголемиот фестивал, да кажеме, во држава е Таксират, кој што се одржа пред една недела. Знаеш кај се одржува? Во Борис Трајковски сала за спортски надпревари. Јас конкретно настапував во салата за футсал бизнис лига, кај што играат Тинекс Пролет против Алкалоид у вторник навечер. И таму ни се одржуваат главните музички настани. Тоа е тажно. Немаме саем, немаме МКЦ, едно единствено што беше ќе го браниш. Колку ќе го браниш МКЦ и тоа ако сака некој ќе си го земе на крајот од денот. И тоа не е доволно. Ме сакаш као грдни парички се даваат на послушници кои што само постојат таму и само аплицирале и се нечи партиски пријател или што и да е, и тие пари завршуваат кај нив, наместо да се буквално да се реизгради од поново културата во не само во градов, во држава. Градов е што се вика поумрене од некои други места, на други места има диско бар, тука што едно-две диска се и толку. И тоа диско е стриктно. Тие се три опции, три опции, кај оди, ако ти се оди, ако не тоа и ќе остане така. И се а буџет има, буџет многу се троши, само се троши за неправите причини. Не се една шајка немаат удрено во ниедна од тие институции, во кина, во кинотеки, во не знам, МКЦ конкретно го спомнавме, да не е зборам универзална сала што дреме он дека
седи, ја палат секој втор ден, пошто така, досадно има, ај шо нема да реновираме и онака. Да се дешава нешто да нема на вести. Сакаш, јас конкретно еве со овие луѓе што работевме на проектот кој што излезе прошла недела, со голем дел од нив се имам запознаено бидејќи организирав работилница за млади продуценти која што кошташе 0 денари и само требаше да дојдат, да се појават и некој кој што веќе има искуство во продуцирање, во микс мастер, во музика, ќе исподели љубов и креативност, не мора да профитира времето што го поминуваме да биде исполнето добро и да бидеш едноставно усредина креативна, пошто тоа мислим дека вреди многу повеќе од било кој пари што ќе ти се дадат, зашто можеш и да се затруеш со пари, можеш да си усредина кај што ќе имаш многу пари, ама да нема ни една интелектуална частичка околу тебе што мрда и да си со простаци тешки и да џабе. Сум била и у такви средини, едноставно би си ги жртвувала секојаш парите за некоја добра средина. Баш така, а од кога се спроведе таа работилница, следната година аплицирав во Министерство за култура, пошто нели го начнав во Министерство за култура, 500 евра им барав, Михаела, еве конкретно ти кажувам. Зашто? За да ги платам овие што се инструктори за часовите. Ме сакаш до претходно доаѓа секој втор ден за 0 денари, сега замолив од Министерството, пополнив еден документ, значи со сите можни страници на светот, USB им доставив дури со екстра материјали, еве слики, еве све што сме правеле до сега, види ги проектите. Ни USB-то не ми го вратија, Михела. Така да, како да ти кажам? Страшно. Многу работа има, меѓутоа еве на повесела вакво нота да завршиме. Фала ти многу си поминав. Не знам од овие 12 уште колку имаш, ама ќе се видиме на 122-та, се надевам ќе се видиме пак. Да, некојаш. Ова си, знаеш, го искористив секој епизода и секој простор го искористив да бидам со некој што првенствено мене ме интересира неговата приказна. Знаеш, Драги, што беше прв гостин, мислам дека, Драги Иванов, ми кажа нешто паметно. Поздрав, Драги. We love you. Кажа да има барем еден на кој што ќе му се свиѓа нештото. Ако ти продуцираш нешто и тебе ти се свиѓа, тоа е тоа. Еден. Победата, така е, ете, таму е. Да, пошто да правиш нешто што првенствено тебе не ти се свиѓа, мојот подкаст може да отиде во многу друг правец. Но у последен момент се шифтна гостинот и последен момент се смени све. Можев да имам судбината на тие за кои што сега зборим против, пошто точно знаев што пали не страдала, само едноставно зидев со помислата леле шо ако јас станем као нив. Јас знаев да си го правдам и тој момент, пошто ќе изгледа ќе речев тоа пали и тоа е тоа. Да. Да им го тоа што го барат, ама очигледно да. Очигледно мислам дека судбината имала друг план за мене, да не си се погазам за стварите што сум ги кажала, и ако мајка ми вика многу збориш јавно против многу ствари, мислам дека товар, после тоа ќе биде мој товар за да еден ден ја не станем таква, пошто нема да сакам себе да си се погазам за стварите што сум ги кажала. Така, јасно. Така и треба да биде. Затоа ти викам thank you најмногу што ме викна денес на одвоеното време и ти викам ќе се видиме на 122 епизода од подкаст или од која и да е варијанта. Од било што на било кој евент, многу ми е драго што не знаев за тебе конкретно за ова, за градинарството. Ќе ме натераш да мислим на многу ствари вечер. Тука сум кога сакаш за муабет за било што или било кој од вас што прати, што гледа, не се срамете, бидете креативни. Тука сме, има уште луѓе што може да подадат рака, што се вика, така да се гледаме кај да сте, бидете добри. Фала многу, вие останете со нас, имајте убав ден. Чао.